Добре дојдовте во новото издание на регионалните вести. На денешен ден минатата година се случи невремето во Тетовско, во кое 6 луѓе ги изгубија животите. Разурнати брани, оштетени речни корита и мостови. Последиците од невремето кое го погоди Тетовскиот регион по една година не се санирани. Решеткастите брани долж горното течење на река Пена се во руинирана состојба. Не е ниту исчистено речното корито во долниот дел на градот, што беше причина за излевање на реката. Граѓаните велат дека властите неколку пати ветиле дека ќе преземат мерки за настанатите штети, но на терен нема ништо реализирано. Треба да се работи, треба да се поправилат овие работи. Мислим дека треба да се преземат, да се поправат тие места оштетени, тоа е. Локалната власт се фали нешто дека работи, а од тоа што го гледаме ние не е тоа што е тоа. Изгледа дека оние тоа го сватиле само као кампања. И реализацијата на акционот план за превенција од нови поплави вреден 25 милиони евра ниту на повидок. Ниту едно речно корито не е регулирано. Реката во Мала Речица која го поплави селото се уште се е страв кај жителите. Ветувањата за изградба на брани на реката не се остварија, велат мештаните. Тоа треба да се работи уште, тоа не е тоа како е речено. Како беше тоа да ставите брана нагоре, а уште не е направено тоа. Државниот секретар во Министерството за транспорт и врски Божидар Петровски при недомнешната посета на Шипковица одговори дека акциониот план за превенција од нови поплави за многу кратко време ќе започне да се реализира. Но градоначалничката на Тетово Теута Арифи не го дели ова мислење. Таа смета дека дел од државните институции не се доволно информирани во врска со имплементацијата на планот, за кој побара што поскоро владата да одвои финансиска помош. Тие малку да се информираат подобро. После второ прашање пак поставете им на него. Од целиот проект и од целите нашите предвидувања и анализи се покажува дека за да се доведе во една кондиција каде што градот може да се штити од вакви катастрофи е потребна инвестиција од 25 милиони евра. Токму поради тоа и се обраќаме до институциите, државните институции, ова не само поддршка, туку како сума да ја издействуваат, имајќи го предвид фактот дека граѓаните на Тетово исто така имаат право да бидат корисници на буџетот кој се двои за сите граѓани. Во големото невреме кој го зафати Тетовско на 3 август минатата година загинаа 6 лица, многу семејства останаа без домови, а голема земјоделска површина беше целосно поплавена. Социјалдемократската младина на Тетово излезе со реакција по повод игнорирањето на церемонијата за одбележување на Илинден во Тетово од страна на локалната самоуправа. Социјалдемократската младина на Тетово денес ден по големиот државен празник Илинден, символ за непокорот на македонскиот народ низ годините, соопштува на пошироката јавност дека во Тетово чествувањето на овој голем ден веќе втора година игнорирано од партиите на власт. Општина Тетово, градоначалникот на Тетово господја Теута Арифи, дуи како и ВМРО ДПМН, самопрогласената патриотска партија, втор пат не искажуваат почит кон еден од најсветлите периоди од нашата историја, се вели во реакцијата на СДММ Тетово. Упатувајќи најостра осуда за наведеното недозволиво поведение, прашуваме до кога нераздвојните коалициони партнери ќе покажуваат непочит кон историјата, кон народот, кон иднината. Криејќи се зад историјата ДПМН со години ни ја краде иднината. Но вистината е дека истите никогаш не ги интересирале ниту историјата, ниту традицијата, ниту иднината, туку голо профитерство во највулгарна смисла на зборот, стои во писмената реакција на СДММ Тетово. Одбележувањето на овој државен празник е ретка можност кога во Тетово се интонира државната химна, се вее државното знаме, на разглас се говори за херојството на нашите предци и се искажува благодарност. За жал, тоа не е важно за владеачката партија. Хаосот и поделеноста на општинските комитети на владеачката партија не треба да ги спречи членовите да присуствуваат на вакви свечени одбележувања на значајни празници. Обврска на сите општествено одговорни поединци и групи, како завет од сите кои го положиле својот живот за слободна и независна Македонија, е да покажуваме почит и секогаш да сме заедно, искажувајќи благодарност за нивниот подвиг, се вели во реакцијата на социјалдемократската младина на Тетово.
Лепи бели печива замесени со биокомпоненти кои даваат свежина и специфичен вкус достапни за тетовци. Swiss Bakery ги произведува истите без адитиви, емулгатори и бои. Тетовци имаат можност на нивната трпеза да се најдат истите бели пецива и лебови по рецепт на швајцарците и германците. Пекарата Swiss Bakery на граѓаните им овозможува да купуваат производи без адитиви, бои и емулгатори по цена прифатлива за секого. Ich weiß nicht, wie die in Mazedonien ihre Brote produzieren. Произведуваме нешто што од порано и нашите дедовци и прадедовци го произведувале тоа што вие овдека го немате. Значи, произведуваме сосема со, да го наречам, начин на припрема на тестото и производство на левот, без адитиви, без конзервации, без некои си додатоци, емулгатори, кои осетно наштетуваат и не се она што луѓето го бараат и за што имаат потреба. Единствено што ние се разликуваме од другите што произведуваме, тоа што овдека нажалост не сме виделе дека се произведува на таков начин и таков квалитет. Производите на Swiss Bakery особено поволно влијаат на луѓето со нарушено здравје, а кои треба да внимаваат на исхраната. Дел од нив се богати со ленено семе, овесни снегулки, семки од сончоглед и од тиква. Die Brote, wo wir speziell hier produzieren, освен што употребуваме смеси кои се биосмеси, се додаваат на интегралното брашно, на ржаното брашно, на хелдино, не знам, на овесното. Содржуваат и многу врсти на разни семки. Семки од тикви, од сончоглед, лен, кои докажано е научно дека многу позитивно делуваат во здравјето, посебно кај оние што боледуваат од болести кои се типични. Не само за младите, туку посебно за старите и посебно старите го купуваат. Дали е тоа шеќерна болест, дали проблеми со варењето, така да тоа е тоа што заправо нас не прави на некој начин посебен. Освен производство на лепи бели пецива, Swiss Bakery за воиднина планираат својот асортиман да го направат подостапен, дистрибуирајќи ги производите во околината на Тетово и Гостивар. Ja, unsere Pläne sind ова е само еден, да го наречеме, пилот проект, кај што луѓето може да се запознаат со тоа што заправо и кои сме ние и што нудиме. Нашата цел е да не биде она што ние го нудиме само во одреден дел, за одредена категорија, дали е тоа или во град или социјална структура, туку полека со истите производи, продавајќи ги смесите од кои се прават разни врсти на лебови, значи ржано, диетално, интегрално, црни лебови, да можат да го употребуваат и поширокиот слој на населението, за да можат и тие тоа истото. Значи, ако нешто се продава во Тетово, тоа не значи дека не треба тоа во Скопје и во другите делови од целиот. Значи, нашата цел е, продавајќи ги смесите од кои ние го правиме тој леб, што е тој што веќе имате прилика да го видите, да можат истиот леб да го прават како домаќинките, како и луѓето да купуваат и во цела Македонија, дали тоа во супермаркети или па сака едноставно да земе брашно па исто да го припрема сам. Ова всушност е пилот проект кој функционира во состав на маркетот Ерзана во Тетово. Скопјаните кои на 14 јули исчезнаа на планината Бистра најверојатно починале откако паднале во бездна. За прецизно утврдување на причините за смртта на таткото и синот, вештаците ќе вршат дополнителни испитувања. Таткото и синот од Скопје кои исчезнаа на планината Бистра најверојатно починале во првите денови од исчезнувањето. Првичните анализи од обдукцијата на пронајдените тела, извршена од Институтот за судска медицина, посочуваат дека можна причина за смртта е пад во бездна. На телата на починатите вештаците не нашле траги на насилство, но констатирале угризи од животни, за кои се претпоставува дека се добиени по паѓањето. Сепак за прецизно утврдување на причините на смртта ќе се вршат дополнителни анализи. Љубомир и Сашо од Скопје исчезнаа на 14 јули откако утрото од својата викендица во село Лазарополе тргнале кон шумата да собираат печурки.
Таткото и синот на возраст од 78 и 50 години со своето семејство во текот на тој ден неколку пати оствариле телефонски контакт. Последен пат се слушнале вечерта околу 22 часот, кога им кажале дека се загубени во планина. Семејството побарало помош од полицијата пошто започна потрага во која подоцна се вклучија специјалци на АРМ, МВР, кучиња трагачи, хеликоптери и други екипи. Речиси 2 недели подоцна во непристапен терен во околина на селото Гари беше пронајден труп на повозрасен маж, а по неколку дена на околу 300 метри оддалеченост уште еден труп. Првичните сознанија се дека станува збор за исчезнатите татко и син. По заокружување на сите анализи се очекува целосно да се реши оваа мистерија. Сообраќајна несреќа се случи утрово на магистралниот пат Демир Капија Удово кај местноста Света Петка кога се судриле автомобил марка Ауди А4 со германски регистарски таблици управуван од српскиот државјанин ДС, роден 1970 година. Автобус на Струмица Експрес управуван од ДЖВ, роден 1956 година и автомобил марка Фиат Сеиченто со скопски регистарски таблички управуван од НП, роден 1975 година. Во несреќата загинаа возачот на автомобилот и неговата сопруга БП, родена 1984 година, додека нивниот 7-годишен син е повреден и е во критична состојба префрлен на скопските клиники. Повредена е и сопатничката во Аудито, германска државјанка која со потешки повреди е задржана во општата болница во Велес. Се работи на утврдување на околностите под кои се случила сообраќајната несреќа. Кумановец го повредил вратниот пршлен при скок во реката Пчиња вчера кај селото Шупли Камен Кумановско и сега е во кома, соопшти полицијата. По укажаната лекарска помош во Куманово, БС на возраст од 24 години поради сериозноста на повредите бил префрлен во ургентниот центар во Скопје, каде му била констатирана тешка телесна повреда. Тој е неконтактибилен и се наоѓа во животна опасност. 217 девојчиња помлади од 20 години минатата година во Македонија имале абортус, пишува во анализата на весникот Нова Македонија. Според лекарите на абортус доаѓале и 13 годишни девојчиња. Малолетни девојчиња често ја прекинуваат бременоста на клиниката за гинекологија и акушерство. Замаката да биде поголема, некои чекаат да поминат првите месеци од бременоста кога абортусот е покомплициран, криејќи од родителите и пикајќи го проблемот под тепих. Многу девојчиња не знаат да се заштитат од несакана бременост, а за неа удел има и недоволната комуникација родител-дете, недостиг од сексуално образование, но и тоа што сексот, сексуално преносливите болести и заштитата се уште се табу тема, пишува во анализата на весникот Нова Македонија. Статистиката покажува дека минатата година абортус имале 217 девојчиња помлади од 20 години, бројка поголема од 2008 година кога бременоста ја прекинале 146 девојчиња. Организациите што работат на полето на здравјето коментираат дека сме земја со висока стапка на абортуси кај девојчињата. Според лекарите за абортус доаѓаат и 13 годишни девојчиња. Од Институтот за јавно здравје посочуваат дека вкупниот број на пријавени и регистрирани абортуси бележи опаѓање и во 2015 година изнесува 4587 или 19,9 на 100 живородени деца. Во однос на возрастната структура од вкупниот број регистрирани абортуси, 217 или 4,7% се кај жени на возраст помала од 20 години. Истражувањата на невладините организации покажуваат дека само 1,6% од младите девојки на возраст од 15 до 19 години изјавуваат дека користат орална контрацепција, додека само 34,8% користеле кондом при својот последен сексуален однос. Според анализата на весникот, стапката на тинеџерската бременост како и на абортуси во оваа возрастна група е неколку пати повисока од онаа во ЕУ. Се проценува дека во Македонија постои тенденција на зголемување на бројот на заразени со сексуално преносливи инфекции меѓу младата популација, особено со кламидија и хуман папилома вирус. Пристапот до соодветни информации за сексуалното и репродуктивното здравје и за сексуалноста во рамките на постојаните наставни програми е недоволен. Ова се некои од заклучоците донесени од работната група составена од повеќе организации, издруженија и институции. Комитетот на Обединетите нации за социјални, економски и културни права и препорача на Македонија да ги преземе сите неопходни мерки за да го унапреди образованието за сексуално и репродуктивно здравје во училиштата, за да биде релевантно соодветно на возраст
возраста и заснувано на човекови права, да осигури дека модерната контрацепција е достапна до сите, вклучувајќи додавање модерна контрацепција на позитивната листа на лекови, покриена од Фондот за здравствено осигурување. Исто така и препорачува на државата да ги ревидира рестриктивните одредби од Законот за прекинување на бременоста од 2013 година, пишува во весникот Нова Македонија. Теристичка адултицидна дезинсекција против комарци и крлежи ќе се врши на подрачјето на општина Јагуновце. Дезинсекцијата ќе ја вршат екипи на Центарот за јавно здравје. Со цел намалување на бројот на комарците и крлежите на подрачјето на општина Јагуновце, специјализирана екипа на Центарот за јавно здравје Тетово ќе спроведе теристичка адултицидна дезинсекција. Дезинсекцијата ќе се спроведе во периодот од 3 кон 4 август и од 4 кон 5 август, во вечерните и раните утрински часови зависно од временските услови. Дезинсекцијата ќе се врши со апарат за ултравиолетово ладно замаглување, поставено на возило со приколка со претходница од друго возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населените места и депонии во тоа подрачје. Надлежните служби им укажуваат на пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден, за што ќе следи повторно известување. Авион на авиокомпанијата Emirates Airlines имал проблеми при слетувањето на меѓународниот аеродром во Дубај. Авионот испуштал црн чад што предизвикало запирање на сообраќајот на аеродромот. Од авиокомпанијата соопштија дека нема жртви и дека сите патници и членови на екипажот се безбедни. Авионот летел од Индија кон Дубај и превезувал 300 луѓе. Властите во Дубај изјавија дека сите пристигнувања и полетувања од аеродромот биле запрени. Повеќе стотини луѓе присуствувале на комеморацијата на католичкиот свештеник кој беше убиен во терористичкиот напад на една црква во Нормандија, Франција на 26 јули. При нападот на црквата двајца напаѓачи зедоа заложници и го убија свештеникот, а потоа беа убиени од страна на полицијата. Одговорноста за нападот ја презеде организацијата Исламска држава. На службата присуствуваше и францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев. Комеморацијата се одвиваше под силно полициско обезбедување. Жестоки судири се водат во околината на градот Алепо во Сирија, каде што бунтовниците се обидуваат да го пробијат обрачот што го направија силите на председателот Башар ал-Асад. Викендот бунтовниците се обидоа да поврзат места кои се контролираат во источниот и западниот дел на градот. Активирале и силна бомба во тунел под позициите на сириската армија во стратешки важниот реон Раусех. Армијата возвратила на нападите со воздушна поддршка од руски авиони за да ги спречи бунтовниците да се пробијат. Хеликоптер испуштил отровен газ во сирискиот град Сарагеб. Лекари и спасувачи тврдат дека околу 30 луѓе се погодени од отровниот газ кој бил испуштен кон крајот на 1 август. За сега не се знае кој е одговорен за нападот. И двете страни во сирискиот конфликт се обвинети дека користат хемиски агенси. Колумбиската полиција во текот на изминатите 5 дена уништи 104 лаборатории за кокаин, опремени да произведат околу 100 тони дрога годишно. Операцијата спроведена во џунглата во југоисточниот регион на земјата е дел од новата владина стратегија за борба против производство на наркотици. Ова е удар врз финансиите на шверцерите на дрога, истакна директорот на полицијата за борба со наркотици. Лабораториите се опожарени од страна на специјални полициски единици. Северна Кореја денеска истрела балистичка ракета кон Јапонско море. Американската стратегиска команда преку соопштение посочи дека едната ракета експлодирала веднаш по истрелувањето, додека втората била проследена од Северна Кореја до Јапонско море. Јапонскиот премиер Шинзо Абе изјави дека истрелувањето представува сериозна закана за Јапонија и затоа Токио остро протестира против него. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Утринските температури се движеа од 17 до 24 степени, а дневните од 27 до 30 степени. Утре не очекува сончево време со мала облачност. Утринските температури ќе се движат од 19 до 24 степени, а дневните од 25 до 32 степени.
Информацијата за времето го означува крајот на овие регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.